Деновиве, односно веќе е најавена лидерската средба за во понеделник меѓу премиерот Заев и лидерот на најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМН. Што можеме да очекуваме од оваа лидерска и за кои теми ќе се дискутира? Добро, како што веќе и спомена премиерот и председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија господинот Зоран Заев, ова лидерска средба представува добра основа за да се разговараат клучните работи, да не речам проблеми со кои што се соочува парламентот, со кои што се соочуваат граѓаните. Навистина потребна ни е деблокада на собранието, секако ќе се разговара околу важните закони, особено законите за заеми, за модернизација на земјоделието. Секако тука е законот за енергетска ефикасност, тука е трамбасот, новиот модерен транспорт во градот Скопје. Секако сметам дека ќе се разговара и околу пописот, околу можноста за изборниот законник, фингерпринтот за изборите кои што ќе ни предстојат локални, така да сметам дека и многу други теми, сметам дека ова е добра основа да конечно се и ВМРО ДПМН издигне над партиските интереси и конечно да се стави во функција на граѓаните и на државата и да не го гледаме тоа што вчера го гледавме од страна на опозицијските пратеници, каде што буквално направија циркус во собранието, се со цел да ќарат некакви политички поени, па излегуваа од сала, знаете, уценуваа, да на крај се вратат и конечно гласаат за петиот сет на мерки, кој за жал во рамки на Комисијата за финансирање и буџет, во договор со ВМРО ДПМН, нивниот неформален коалиционен партнер Алијанса за албанците, со над 2000 амандмани, повторно го блокираше петиот сет на мерки, важен за граѓаните. Сепак, останувам лично оптимист дека решение на проблемот навистина постои, секако дека, како и многу пати деновиве, повикуваме конечно на разум од страна на сите пратеници, затоа што, ќе повторам, тврдењето на колегата дека граѓаните можат да чекаат е навистина безобразно, срамно за во таков период на светска пандемија да се тврди дека граѓаните и компаниите можат да чекаат. Знаеме, ги слушнавме коментарите и од компаниите и од граѓаните. Навистина има граѓани кои што не можат да чекаат и навистина им е потребна, неопходна им е помошта од државата. Добро, само да се надоврзам, бидејќи ги спомнавме Алијанса за албанците и вчера со непроменет став дека ќе ги блокираат сите законски решенија, вклучително и оние пакет на економски закони кои што нели веќе треба да се најдат на матичната комисија, но и повикуваа власта да го достави законот за државјанство, кој што според нив е еден од најважните. Кога тој закон можеме да го видиме во собранието? Прво, навистина жалам што законите или предлог законите во парламентот ги делиме на најважни и помалку важни. Ако некое решение, самата формулација законско решение представува некакво решение на одреден проблем. Од тука не можам навистина да ги поделам на помалку и на повеќе важни. Секој закон е важен. Нормално согласно приоритетите на координациите се утврдуваат законите или разгледувањето на законите, дали на седница на комисијата или на пленарна седница. Ако ме прашувате за решението, кажав и во одговорот на претходното прашање. Разумот е решение на проблемите. Да преовладее разумот. Секако дека и барањето на Алијанса, на коалициониот партнер на ВМРО ДПМН представува решение на некаков проблем. Законскиот текст, таков каков што е поднесен од нив, е неприфатлив. Мислам, го има и мислењето од владата, сепак сметам дека може преку диалог, може со искрени намери да ги решиме проблемите и на тие граѓани кои што не можат да дојдат до државјанство, кои што од информациите кои што ги имаме од надлежните институции, секако од невладиниот сектор кој што се занимава со тие проблематики, во најголем дел станува збор за наши сограѓани роми, кои што секако треба да им се најде решение. Со тоа, зошто го потенцирам ова? Со тоа сакам да ги отврлам тврдењето на колегите од Алијанс и Алтернатива дека станува збор за албанофобија. Апсолутно не. Други прашања? Ајде. Повеликате. ВМРО побара посебна седница, итна посебна седница за одложување на пописот. Утринава премиерот Заев најави промена на приоритетите во вакцинирањето.
односно попишувачите ќе бидат тие кои што први би ја добиле вакцината, иако се знае дека до пописот има само уште неколку дена и нивното вакцинирање би било практично бескорисно, бидејќи нема да има антитела. Како вие гледате на тоа дека се прават промени во приоритетите на листите со надвор од она што е воспоставен стандард за вакцинирање на секаде во светот, особено затоа што државава нема вакцини и особено затоа што доаѓаат мала количина на вакцини кои што би можеле да ги заштитат барем најранливите, а сега ќе се оди со вакцинација на група на луѓе кои што и не мора да бидат вакцинирани, односно пописот да не се одржи. И дали е прифатлива седница за одложување? Добро. Јас како пратеник и како председател на Комисија за избор и именување и како член на Комисија за финансирање и буџет, секогаш сум се воздржувал од темите за кои што навистина треба многу повеќе да имам познавање во однос на здравствениот аспект. Секако државата стои како гарант во однос на заштита на мерките и протоколите од страна на попишувачите. Секако во однос на имунизацијата, официјалната комуникација ја има Министерството за здравство, министерот Венко Филипче. Во однос на пописот, важно е граѓаните да знаат дека парламентот не е игротека, па пратениците на опозицијата да си играат играчки. Зошто во секоја комуникација, во секоја пресконференција, во сите одговори на новинарските прашања, зборевме дека нема ништо спорно со таа 36-та седница. ВМРО-ДПМН денеска бара нова седница за одложување на пописот. Истото тоа ВМРО-ДПМН вчера предложи тргнување на 12-тата точка, која што гласи предлог на закон за престанување на важењето на законот за попис на населението. Веќе беше ставена точката на дневен ред. Значи, ние можевме да го изгласаме дневниот ред, да не ја тргаме точката од дневниот ред, и во некое продолжение, независно кога, секако дека не сум надлежен јас да утврдувам распоред или календар на собрание, но можеше понеделник, вторник, да не набројувам сега, имавме денови пред нас, да ја разгледуваме точката која што е поднесена по барање на ВМРО и по барање на ВМРО-ДПМН е тргната од дневен ред. Тоа укажува дека навистина и тие треба да разберат, и се надам дека ќе разберат. Република Северна Македонија 20 години нема реализирано најнормална статистичка операција која што се спроведува секаде низ светот. Апсолутно, согласно сите мерки и протоколи за заштита на здравјето, државата представува гарант дека нема да биде загрозено здравјето ниту на попишувачите, ниту на граѓаните кои што ќе бидат попишани. Пописот веќе е во тек, пописот се спроведува, диаспората се попишува и пописот ќе си продолжи и ќе се реализира. Тоа е во интерес на сите граѓани, тоа е во интерес на државата, особено во интерес на институциите кои што ги креираат политиките, независно дали станува збор за парламентот, Министерството за образование, за труд и социјална политика, дали станува збор за креирање на локалните политики од страна на општините. Важен е пописот. Можам и да набројувам низа примери кои што сега ги комплицираат работите во однос на креирањето на политиките, особено во општините, но сепак ќе ни треба многу време во интерес на јавноста, во интерес и ваш, би ви го заштедил времето. Други прашања? Да, Коста, само ќе ве вратам назад уште едно до објаснување, бидејќи во однос на блокадиве од Алијанса со амандманиве за пакетов на мерки, односно важниве закони, конкретно не одговоривте дали можеби владачкото мнозинство ќе предложи некоја драфт верзија или на некаков начин дополнително да се изменат сите оние спорни моменти што се во нивниот закон за државјанство моментално поднесен, за да се мрднат работите напред, бидејќи де факто се живо блокираат, ако може така да се каже, па сега да тргне работава да ни трпат граѓаниве. Секако дека се согласувам дека треба да се даде шанса на диалогот, низ диалог да се решат проблемите. Фактот дека законското решение и до сега можеше да се седне и да се разговара, блокирано е, затоа велам во договор со ВМРО-ДПМН, Левица и Алијанса. Блокирано е од страна на ВМРО-ДПМН и од страна на Левица, со над 3000 амандмани, коригирајте ме ако грешам околу бројката. Ние сме спремни да седнат сите чинители во парламентот
и да се изнајде решение за тие наши сограѓани, особено ние како социјалдемократи, кои што треба на вистина на пиедестал да ги ставаме човековите права, да се грижиме и за ромите, и за албанците, и за турците, за сите. Во овој конкретен случај на нашите сограѓани роми, на вистина треба да им се излезе во пресред. Но тоа не може исклучително да биде низ призмата на блокирање на сите процеси во собранието. Океј, ќе бараме решение, координаторите можат да седнат, можат да разговараат, да се најде некое заедничко решение кое што ќе биде прифатливо за сите чинители во парламентот, за деблокадата на собранието. Се надевам и оптимист сум дека ќе има разговори и дека ќе се најде решение. И само процедурално, оној техничкиот момент. Сега на комисијска расправа, колку време има, да речеме, и дали воопшто сметате дека е возможно овие повеќе од 3000 амандмани да се испеглаат или да се преведат што и да очекуваат од Алијанса, за да има некој ефикасен момент за повторно закониве на пленарка да се вратат? Да. Фактот дека е сет на мерки пуштен по скратена постапка, деловничката можност на разгледување по закон е 2 дена, независно од бројот на амандмани. Со самото тоа што вчера комисијата го усвои дневниот ред, веќе еден ден се смета за изработен по еден закон. Значи остануваат практично уште 3 дена работни. Наредната седница би требало да се одржи веднаш штом бидат преведени сите 2000 амандмани. Тоа е процедурата и јас се надам дека имаме капацитет за тоа многу брзо да се реализира, зборувам како парламент. Сега доколку имат дополнителни амандмани кои што би го измениле, кои што би биле прифатени на комисијата и ќе се створи потреба да до пленарна дојде дополнет изменет предлог на истиот закон, тогаш ќе отвора можноста повторно Алијанса и алтернатива да поднесат уште по 2 или по 3000 амандмани. Но сепак оптимист сум дека ќе најдеме решение за процесите и ќе го деблокираме. Процедурално, деловнички ситуацијата е таа што ви ја кажав и се надевам дека многу брзо, ги уверувам граѓаните дека многу брзо ќе се донесе 5-тиот сет на мерки. Благодариме. Ви благодарам. Убав ден.